Океј, здраво на сите. Многу ми е драго да го представам Виктор Груев. Денеска со него ќе зборуваме за неговите истражувања и за неговиот пат а, до а, Универзитетот на Илиној Урбана Чампејн. Така да, тоа што е многу интересно во неговата работа е, според мене барем, биоинспирирани камери за кои што ќе зборуваме денеска, кај што земаат некакви инспирации од вид на пеперутки и некои други и ракчиња, мислам, ако не се лажам. Да. И апликациите на камерите на Виктор се применуваат дури и во реални продукти, од медицина до технологија. Така да ќе зборуваме сега во детали за за тие истражувања на Виктор. Виктор, право фала ти на времето и добре дојде во Сиеста, па да те прашаме ако може да ни кажеш малку за тебе и за твојот пат до факултетот кај што си сега. Да. Прво благодарам за поканата и во листава што сум на Сиеста, така да малку и читав во последниве месеци за сите активности и драго ми е да сум вклучен, што се вклучив и да пратам што се случува во овој форум. Јас уствари, значи од 15 години сум во Америка, размена на студенти и завршив факултет во Америка на Джонс Хопкинс, каде што почнав да работам на биоинспирирани или нейроморфик, беше тој момент инспирирани технологија, уствари работи што излегува можда од времето на Caltech, на Carver Mead, таа идеја, значи да се моделираат нови видови на камери, на чипови, каде што ќе се емулираат некои биолошки работи во силиконска технологија. И така навлегов за време на PhD процесот. Поќе беше, значи, дизајнирање на чипови, VLSI дизајн ми беше докторатот. Меѓутоа, така, имав можност да видам, кога бев на Джонс Хопкинс, да работам и со медицински факултет, да видам како разни видови на имиджинг технологии се користат во медицината и исто така да навлезам малку и во други сфери надвор од electrical engineering. И така навлегов во некои други работи, material science и други, и потоа преминав на постдокторски студии во University of Pennsylvania, каде што уште повеќе работев на нанотехнологија, усвари тотално друг правец фатив, што можда во ретроперспектива доста ми помогна кога дојдов на професорска позиција во Вашингтон универзитет. 2008 станав професор, 2008 година во Вашингтон универзитет во Сент Луис, каде што почнуваш свој тек на истражување и така можда направив некоја комбинација од сите тие работи што ги учев последните 10 години, од биоинспирирана технологија до како да се направи комбинација со оптика, со нови материјали. И можда една интересна, знаеш, она коинциденс што се деси во тој момент, Вашингтон универзитет е познат по медицински факултет, како медицински факултет. И тогаш почна да работам, мислам, малку повеќе на медицинскиот дел, на апликации, што све повеќе и повеќе навлегов и така. Мислам, да бев на друг факултет, не знам дали би го разбил таа насока на медицина. Значи, тебе ти беше, усвари, да речеме, откочна даска, тоа што беше на факултет, што има добра програма за медицина. Мислам, комбинација, можда тие формални години кога бев на Джонс Хопкинс на PhD, мислам, многу е важно да си, според мене, изложен на разни видови на размислување. Така, имав менторот, значи, ќе навлезеш во една тема, меѓутоа слушав предавање од полно професори. Мислам, се сеќавам, Јан Начун беше дојден кај нас на факултет, држеше недела дена предавања. Не ги, мислам, дел ги слушав, дел не ги слушав. А недобриот другар со мене почна да се работува со него, формираше стартап компанија и така. Меѓутоа, поентава ми е, знаеш, имаш прилика да си изложен на разни видови на истражувања, на
размислување и тоа е многу важно, мислам, да створиш некоја свој уникатен правец на истражување. Да, согласувам многу, особено мултидисциплинарните пристапи за мене се многу возбудливи. Дали можеш да ни кажеш, на пример, кој ти е пристапот обично кога се обидуваш да влезеш, да речеме, во тема што не е баш твоја? Мислам, интересно и длабоко прашање е тој дел. Мислам, знаеш, во ретроперспектива сега, после 15 години работа на мултидисциплинарни работи, многу е поедноставно можда тој процес и имам поголема слобода на правци на кои ги фатиш во истражување. Мислам, ако ќе се вратам, кога станав професор 2008 година, мене ме вработа, мислам, позицијата беше за дизајнирање на чипови. Буквално на компјутер инженеринг, IC индустрија, значи да створиш правец на истражување, тоа беше делот на правецот што сака да го развија на тој факултет. И, значи, како асистент професор очекува дека ќе го развоиш тој дел, ќе го развиеш тој дел на истражување, ќе донесеш пари за истражување, студенти и така. Мислам, за предмети предавав тој дел, меѓутоа интересот ми беше малку поширок. И, значи, почнав да работам со material science, ме интересира нанотехнологи, излегува нови видови како да се формираат помали честички, како да се интегрираат со силиконска технологија, што не беше баш оно што ме вработија како професор. Меѓутоа видов една шанса за, значи, за нов правец на технологија да се формира. И се сеќам 2009 година, значи една година од кога станав професор, асистент професор, јас тотално сменав правец на истражување. Реков, што и да биде, ако не добијам доживотна професура после 6 години, тоа е тоа. Меѓутоа, гледам еден интересен правец што мене ми донесе на пасија, каде што може да се формираат нови камери за поларизација. Значи, станува збор за како да се сними поларизација на светлина, која до тогаш немаше никаква технологија формирање. Значи, не беше она само чисто камери, него камери со нанотехнологија, material science, комбинирање на сите тие работи. И тука, мислам, заглавив година-две додека не ги научив тие нови работи. Значи, пак треба да навлезам во нанотехнологија, во nanofabrication. И така, среди 2010 година, прва камера за поларизација ја направив. И патентиравме, објавивме написи, така. Меѓутоа, знаеш, мене ми беше добар чалендж да се направи таа технологија. Еден, можда, знаеш, да имаш добри колеги околу тебе, стално ме прашуваш, што ќе ја користиш оваа технологија? Тоа е секогаш прашањето, да. Да, мислам, знаеш, кога развиваш технологија или нешто, или material science, малку си, знаеш дека имат апликација, меѓутоа не размислуваш длабоко за таа апликација, него си фокусиран реализација на технологија. Знаеш, еден макотрпен долг процес, може да заглавиш во детали што тотално ќе заборавиш што е целта. И баш имав еден колега на Computer Science, Computer Vision, што стално ме прашуваше, окей, зашто ќе се користи ова камера? Свето фино, не ме интересира нова технологија, што ќе користиш ова камера? И реков, окей, да видам литература. Имаше во Neuroscience, користеа за label-free imaging, користеа за медицина, имаше некои пейпери, значи во лабораторија со други видови на камери, поинаку, значи, реализирање тие камери, ги снима сите тие феномени, меѓутоа сега правам камера каде што во real time, со висока резолуција real time може да снимиш поларизација. И јас им пратив имейл. Еден куп имели на биолози, на медицинари, neuroscientist, реков, види, имам нова технологија, знам дека може да се користи и во computer vision, и во neuroscience, ме интересира со работка. Медицинариве малку беа заинтересирани, меѓутоа рекоа, окей, да направиме студија,
и ќе видиме дали се гледа карцином или не. Тој скок е премногу голем за мене. Не ни знаев како да се направи таква студија. И интересно е што биолозите беа најповеќе заинтересирани за оваа технологија. Рекоа, баш оваа технологија е нешто што чекаме со години, значи да можеме во real time да одиме да снимиме животни како користат поларизација. И рекоа, окей, ако можеш да ја ставиш камерава под вода, дојди за 3 месеци во Австралија, ќе снимаме на големиот корален гребен, имаме експерименти. Рекоа, супер, така, ова е добра прилика. И така почна мојава соработка со marine biologist, така, кои баш ги проучува тие феномени на поларизација кај морскиве животни. И тука еден нов правец ми се отвори, каде што прашањето беше, окей, значи мојава технологија може да им да им донесе нови сознавања за морскиот свет, меѓутоа прашањето е зошто овие животни гледаат поларизација или како ја гледаат таа поларизација, како им се реализирани очиве да можат да видат и боја, и поларизација, и движење, така. И тука, усвари, можда тие чекори, значи тимов со кој почнав да соработувам од 2010 година, кои беа експерти на морски животни, на видови на морски животни, така ми се отвори еден нов видик, значи како може да се направат нови камери. И тука доаѓа тоа инспирација на биоинспирирана технологија, каде што сите тие наночестички флуоресцентни материјали што ги имат кај морските ракчина, кај пеперутките, се враќам назад со, значи, со знаењето за material science, со дизајнирање чипови, да се направи на нов правец на истражување. Одлично. А сега, колку што ми кажа ти, мислам дека имаш доста камери во Охридско езеро во моментов. Да, значи, тука доаѓа значи, со моја соработка со морски биолози, ми се ствара нова прилика да се направи нова технологија, така, значи биоинспирирана технологија, меѓутоа сепак ми беше интересно кои нови апликации можеме да ги видиме. И при една од овие апликации, значи имаме снимено многу животни, имаме многу интересни студии направено. За мене интересно беше што подводнава вода е поларизирана. Имаш разни видови. Ако мислам за поларизација, само генерално кажано, обично ќе ставиш наочари за поларизација, па можеш да видиш подобро. Така, ако имаш оцјај од вода или од пат, ти дава малку подобра контраст. Ако ги ставиш очиве за поларизација и го гледаш небово, небово е поларизирано. Секој дел од небово е поларизирано во зависно каде е сонцево. Така, значи тука има интересно како животни користат поларизација за навигација, за како компас, врз база на поларизација. Една работа што примерењата ги правевме во големиот корален гребен, значи проучувавме октопод, ракшинава, значи се тоа беше фино, меѓутоа позадинава на морево ностоп минуваше поларизација. Денес кодиме во 10 сат да ги снимаме ракшинава, имаш еден вид на поларизација. Утрина во 12 сат доаѓаме, поинаква беше. И тука беше една голема дилема, затоа што до тогаш цела литература викаше поларизацијава е уникатна, немаш никои промени во поларизација под вода. И прашањето беше зошто тоа се дешава, никој не ни вервеше. Сори, мене ми вика камерата не ти работи, снимаш феномени кои не постојат во светов. И тука, усвари, малку направивме ново истражување, математички моделирања, покажавме, усвари, подводнава вода е поларизирана и врз база на тоа можеш да видиш каде е сонцево. Ако знам каде е сонцево, имам GPS координати. Така, значи, порано, например, како луѓе вршеле навигација или GPS, гледаш каде е сонцево, имаш lookup table на време и датум и тоа ти дава уникатни GPS координати. Сега, усвари, флип правиме на целиот проблем, значи, не само што водава е поларизирана под вода, меѓутоа ми кажува каде е сонцево. Сонцево е едини дел што ми ја формира бојава и поларизацијава на вода.
И значи, ако знам колку е време и сат, и имам слики на поларизација, можам да ти кажам која е GPS координацијава на тебе. И така објавивме еден, мислам, тешка студија беше затоа што никој не вервеше. Тешко е да убедиш некој да ти дај пари, и зашо феноменов ти вика дека не постои. Јас викам, ви постои, имаме прелиминарни податоци, меѓутоа одиш према написи кои се со децени луѓе направиле некои мерења, меѓутоа не беа точни сите тие мерења. И, и веќе едно 8 години студиравме податоци како сајт студија на сите работи што ги работев, додека не соберивме добри податоци да покажеме дека можеш да направиш подводен GPS. Така, и тоа беше првиот напис што го објавивме во Science, каде што покажавме 2000 километри имаме прецизност, и некако тоа ми беше stepping stone да убедам разни агенции за истражување да ни дадат пари, каде што ќе ставиме камери низ цел свет и ќе покажеме дека ќе направиме уште подобар подводен GPS. И така доаѓа делот каде што во Македонија имам неколку камери веќе 4-5 години кои континуирано снимаат поларизација, а исто и имам камери низ цел свет. Така имаме голема дата на податоци за овој дел. А колку сати се во прашање усвари? Значи, континуирано како веб камера, вебкем, во моментов секој 30 секунди снимат една слика, ја става во Cloud Storage имаме, и во моментов имаме над 1000 терабајти од податоци снимани. Ствари, главнина се од Охрид, тие податоци, затоа што логистички не е едноставно да ставиш камера под вода со оптички кабли, така да имаш транспорт на информации, сите тие работи. Мислам, логистичкиот дел е малку покомплициран. Имаме камери во Флорида, во Хаваи, овдека во Урбана. Логистиката, знај, да биде тешка. Работам со тим на нуркачи и со Хриското езеро кои ми ги одржаваат камериве. И така некако функционира целава работа. А сигурно имаш и некакви проблеми додека камерите стојат, не знам, се поместуваат, или дали мора да бидат цело време на исто место заради некаква конзистентност на експериментите, пошто не е, Да. нели, не е затворена околина на експеримент кај што имаш контрола над сите Да. фактори, туку е баш open world експеримент кај што нели е многу потешко отколку да го правиш баш во лабораторија. Кои Да. се предизвиците што ги имаш во текот на целото снимање? Да. Мислам, Охридско езеро можда многу интересно од тој аспект што самава провидливост на вода е слична како на отворен океан. Така, стално викаме Охридско езеро, околу 15 до 20 метра провидливост имат. Значи, можам да видам некој таргет, дури ако направиш пософистицирани алгоритми, уште подалеку, може на 50 метра да видиш. Значи, тоа е интересниот дел, значи ми дава Охридско езеро како модел како би било поларизација во океан. Така, логистикава во Охрид е многу поедноставна него на океан. Мислам, во океан сме изгубиле камери, мислам, ќе дојде силен ветар или струја, делови што ги немаш во Охрид, така да логистички е малку поедноставно собирање на тие податоци. Меѓутоа ти треба податоци на отворен океан, така. Да. И сега, знаеш, ќе ги научи сиве работи, кои функционираат, кои не функционираат, како да ја стабилизираш камерата, maintenance, така. Најдобро е, мислам, тој, мора да имаш scuba divers кои ќе одат на 30-40 метра, кои ќе сменат работи за камеривите. Значи, логистичкиот дел е мора понекогаш. Док не мора. Да, можам да замислам. Да. Што може друго да се научи од податоците според тебе, што ги студирате? Например, сега ги избирате податоците за, претпоставувам, за поларизација, колку што те разбрав. Да. Повеќе ти е за тоа, но што може друго, за што друго би можело да се искористат? Дали за биологија или за нешто друго, ми интересира
Кој ти е Така. погледот за тоа и дали во уствари се користи за нешто друго? Да, мислам, ипак, една друга работа ќе напоменам, кога почнавме со истражување, покажав дека може да се направи подводен GPS. Немаш GPS сигнали под вода. Сателитскиве сигнали не продираат во водава и така да едина навигација што се гледа, например, што ќе видиш по медиуми и по вестници, обично се на мали дистанци се тие или во мал регион се формирани. Кога почнавме, со идеја имавме 2000 километри прецизност. Сега сме на под 1 километар прецизност дека имаме направено тие работи. Имаше еден голем развој на цела работа. Навигацијава ни е нареден чекор. Како ќе се направи навигација, да одиш од еден чекор до друг, тие подводни платформи кои ќе собираат податоци за околинава. Не е само за воени цели, меѓутоа може да видиш како сакаме да видиме што повеќе информации за океаниве. Ако најдеш нешто интересно, мора да направиш тагинг. Каде ги најдов тие работи? Селото мапирање на океанските води е прилично тешко. Тука оди наредниот чекор, навигација со семплирање на вода, квалитет на вода и други таргети кои би били интересни. Интересно што, например, камерови што ги имам во Охрид, исто собират и мултиспектрални податоци. Не е само поларизација, меѓутоа имаме мултиспектрални. Поларизација ни прави еден начин да видиме кои суспендирани партикул, загадување во Охрид индиректно ние го мериме. Охрид и на други места. Како што под вода, така и самиот воздух има импликации. Така, тешки се сите тие математички моделирање и да ги извади сите тие работи, меѓутоа имаш индикации како се загадува или други фактори кои влијаат на околинава. Тоа е еден друг дел што сакаме да навлеземе во наредниот период. Тоа е многу интересно, баш ме интересира што ќе дознаете од податоците што ги собирате. Дали ова значи усвајари дека за конкретно оваа технологија е еден од најголемите дата сетови што постои всушност од Охрид? Да, секој случај, баш имаме во ревју некој пейпер и гледаме да го направиме паблик дел од тој датасет. Така, ти знаеш самиот, посебно за машин learning, податоците ти се злато во момент. Да. Секој случај предначиме и кога ќе ставиш во перспектива дека почнавме со мерење на овие работи со камери за поларизација што јас ги имав направено, беа уникатни, имав предност пред сите. Сега таа технологија е комерцијализирана, камерија за поларизација, може да се купи преку Sony, камери за поларизација, така и имаш и други тимови кои се во конкуренција, меѓутоа долго време чим имаш податоци, самиот тој storage, сите тие работи што ги спомна, како да се снима сите тие податоци, challenges што ги имаш при снимање, тука имаме добро искуство. Така да гледам и стартап компанија во момент за целава работа. Податоците се едно, технологијата е другиот аспект, имаме и патенти околу ова област. Цела работа е тоа, прецизност. Која прецизност е најдобра, имаме под 1 километар прецизност, дали тоа е доволно за некоја апликација? За некои апликација е доволно, така. Отприлика од 1 километар, кога ќе видиш дека 70% од земјинава топка е вода, така да 1 километар прецизност е прилично добро да знаеш отприлика што се дешава на тој таймфрейм. Да, некои апликација што во моментов ми текна дека може да биде добра е ако стојат такви камери во авиони или во бродови, ако се случи нешто, да потонат, да се најде точно каде се. Да. Авионот на Malaysia Airlines што никогаш не го најдоа, нели? Така. Може би ќе го нашле доколку имале камера како твојата во
во Да, кабина. мислам тоа беше најголем проблем со тие, затоа што даде мал регион, мислам дека кога правеа search and rescue, регионот беше 10 на 10 километри и им требаше 2 дена да извршат скенирање. И тоа е растер скенинг. Додека си скенирал еден дел, си го изгубил другиот дел. Така да, мислам, ако имаш тие мали платформи каде што имаш нетворк на тие сенсори, имаш многу подобра идеја што се дешава под вода. Да, да. Сега, нешто што спомна за комерцијализација ме интересира. А, значи, ако одиме по таа design thinking школа од Стенфорд, кај што треба да почнеш од а, human needs па to work your way up to technology, нели? Мгм. Ти си тргнал обратно. Ти си тргнал од технологија и правиш технологи трансфер на што ти е инспирирано од твојата лична љубопитност. Да. Може ли да ни кажеш каков беше барем за тебе тој процес, и кои се проблемите што тука излегуваат кога се обидуваш да префрлиш таа технологија, да Е. речеме, преку оградата од академскиот свет во реалниот свет? Да, мислам, секој случај чалендж. Кога работев за камериве за поларизација, значи 2010 година, и прва камера за поларизација што ја направив, 2018 станува комерцијална преку Sony. Така, соработував со Sony и тука има доста интерес. Меѓутоа интересно што значи 2010 никој не ги интересираше ова технологија. Значи тој bottom up, значи правиш некоја нова видна технологија, гледаш потенцијал, меѓутоа пазаров не бев ни јас обучен да размислувам во тој да проучиш кој е маркет, меѓутоа со нова технологија не знаеш кој е маркет во тој момент. Така маркетот се отвори многу покасно за тие технологии. Така да имаш секој случај challenges од страна, така, ако го знаеш пазаров, па ќе направиш некоја солуција. Сега обратно правиш, требаш да убедиш луѓе дека имат пазар за таа работа. Не е едноставно. Мислам, само ова идеја за подводен GPS, значи, додека добив грентови, ми треба 6 до 8 години. Иако, значи, веќе 2012 година знаев дека GPS под вода би функционирал. Ние го објавивме напис од 2018 година. Значи, тој дилеј беше од тие причини што куцаш на врати, бараш пари и ресурси, никој не ти верува во тој дел. За некои идеи, знаеш, како што имаш резиме, луѓе маку веруваат повеќе во моментов. Не е едноставно. Мислам, неам некој magic bullet да речеме, ова вака би функционирало. Секој случај е интересен предизвик, мислам и комерцијална шанса е ако отвориш нов маркет за целава работа. Така да за само подводни истражувања што разговарав, пазарот не е untapped маркет е во моментот, меѓутоа секој случај има доста комерцијален интерес. Интересно што комерцијалниот интерес е повеќе што самава технологија и нашиот approach ствара многу податоци. Ако ствараш многу податоци, алгоритмите стануваат подобри. Што повеќе податоци, со тие алгоритми повеќе податоци добиваме. Значи, повеќе спин е тоа што е актуелно со машин learning во моментов, иако други делови се тие што ја пропелираат оваа технологија. Ти кажа дека комерцијализирана ти е технологијата преку Sony. Да. Што е всушност продуктот? Само подводна камера со GPS или има некоја поспецифична апликација? Значи, продуктов е само камера за поларизација. Значи, може да ја Така. купиш ако сакаш ти или кој да било, да купи камера, да направи експерименти, како кој да било. Место color камера имаш камера за поларизација. Таа е камера. Значи, тука баш тој дел што ни е уникатен, ние го имаме тој ноу-хау. Океј, комерцијална е камера за поларизација, значи, меѓутоа како ќе користиш таа камера за тие апликации за подводен GPS, тоа е наредниот чекор за нас кој гледаме да го комерцијализираме. Никола прашува која е цената на овие камери. Значи, јас пробав да ја комерцијализирам претходно,
цената мислам дека беше $30,000 една камера, денеска се е $1,000 тие камери. О, доста голема разлика, да. Мислам, знаеш, тоа е секоја нова работа, тој Така, да. initial cost е прилично висок, така. И сами маркетот е многу помал, самиот пазар беше помал, луѓе што сакаат да ги купат тие камери, мислам, ќе ги купија за таа цена. Меѓутоа, самото и ние не можевме да ги направиме поедноставно, додека не се направи преку Sony таа камера и тогаш мислам дека производството е под $100 во момент на тие камери сега. Океј, $1,000 се комерцијални. Доста импресивно. А тие што биле од $30,000, веројатно се денеска многу по низок квалитет од тие што се. Да, мислам да се споредува. Меѓутоа, кога си прв на пазар, тоа е тоа. Така, да. А, друго нешто што би било интересно да го разговараме е можеби соработката што си е имал со Netflix за документарецот Life in Color со Дейвид Атенборо. И сега, јас, како што ти кажав претходно, сум многу голем фан на Дейвид Атенборо. Ми имам гледано доста документарци од него. Ме интересира како стигна до него или како тој стигна до тебе. Не знам како Да. одела динамиката. Видов сум прашање во одборо, значи, Да. тоа беше еден нов дел што го направивме. Имаш поларизација под вода и во небо кога Само и извини, месечина. Виктор, да го прочитаме само прашањето. Да, се извинувам. Да. Дали овие камери регистрираат позиција ноќе, кога нема светлина од сонце, и дали месечината е доволно извор на светлина за поларизирање на вода и на небото. Мислам, тоа беше другиот дел од студијата навигација или GPS под вода за време на месечина. Значи, и месечина, значи, од сонцево се одбива светлина од месечината доаѓа таа светлина под вода. Во Охрид имаме феноменални податоци на полна месечина на 20 метра. Така да дури до 20 метра имаш доволно сигнал да можеш да сними. Сега, малку подолго се врши експозиција на сликата, меѓутоа пак е real time цела работа. Станува збор. Така да и за време на ноќниот период мора да има месечина. Дури 10% од месечина е доволно сигнал да имаш под вода. Тука е наредниот дел што ни е предизвик нас. Значи, како што се работи ноќниот период, сигналите се помали. Тоа ни доаѓа, значи, да се направат нови камери кои ќе се поосетливи. Значи, поќе ни е application driven целиот пристап, меѓутоа, значи, и material science и самите камери мораш да направиш holistic approach за да се реши тој проблем. За Кирил, значи, при едно од овие research состаноци што ги имав баш во големиот корален гребен во Австралија, Netflix го снимаја Planet Earth, документарниот филм. И тогаш, да, значи, Planet Earth, вториот дел на Planet Earth, значи 2010 почнавме да работиме. Значи, при сите овие нови документарни филмови ги интересира некоја нова технологија да се користи за да се види некои нови феномени. Значи, помина тоа време каде што само со колор камери, пак гледаш некои брзи камери, нешто ново. И така стапи во контакт, значи, ние снимавме некои работи, експерименти, тие бевме на истото острово каде што дури со истиот тим на Scuba Divers работевме. И ги заинтересира камериве за поларизација. И така стапив во контакт, одржававме контакти подолго време и знае дека е едина камера што ќе сниме и во колор и во поларизација. Значи, поларизацијата е многу тешка, значи јас го користам тој термин на поларизација, меѓутоа како да ја визуализираш, што значи поларизација и да го представиш тоа на едноставен начин, не едноставно. И тука беа заинтересирани. Значи, како да се користи ова технологија при снимање на разни животни. И
тимот кој ги снимаја овие работи направија пропозал до BBC, до Netflix да се снимат неколку сегменти и дел од тие сегменти ќе се сниме со камерава за поларизација. Кој ги направи, значи јас им помогнав да се напише тој пропозал, беше прифатен од BBC и NBC, нарацијата, значи, се тоа ќе биде од Девид Атенбора. И така да интересно бев на полно тие состаноци каде што мене ми е интересна технологија, сум работел со биолози, знам каде што се користи. Тоа меѓутоа самото тоа како да се изведи на едноставен начин за луѓе да може да го гледа, да го следат. Тоа беше еден многу креативен процес што онака first hand го гледаш од Девид Атенбор. Значи му се презентира како ќе се сниме ти човеков, после 24 сати се враќа со цела скрипта. Напишано баш онака како што го слушаш на Без документарија. AI. Значи, доаѓа. Мислам, стално е, знаеш, посива овие документарни или се љубовни приказни меѓу животни или тепање, мислам, тоа е тоа. Така, мора да има некоја драма. Али самата драма, нарацијата, сценариото беше негово напишано. И сега ти го дава на камерман кој мора да ги снима тие животни да влезат во тоа сценарио. Мислам, тоа е, знаеш, друго е кога имаш глумци, па го имаш сценарио, сега ти обратно. Се биолози веќе кажат, окей, тоа се дешава, не се дешава, тоа е реално, не е реално. И така поминав малку период во Австралија, во Дарвин и во Лизард Ајланд, каде што снимавме морски ракчина, некои видови други на ракчина. И така, мислам, интересно. Требаше Девид Атенбор да дојде кај мене во лабораторија во Илиноис, меѓутоа заради COVID тој дел ни отпадна од целата, така да една работа што жалам што имав доста состаноци virtual, меѓутоа никога немавме one-on-one meeting. Штета што не си го запознал во таков формат. Да, али креативноста е стварно, мислам, е огромна во тој човек. Тоа мислам се гледа од документарците што ги прави. Јас колку што знам за него, дека он има тотална контрола над за што се документарците, сценариото, до снимање, до концепти, до луѓе. Дали е тоа така или можда преидеализира? Да, комплексен целиот тој процес. Мислам дека соработува со неколку компании, значи филмографски компании кои се специализирани за документарни филмови. Мислам дека во Бристол така има доста, во Енглеска доста тие куки кои снимаат разни документарни филмови и тие исто прават pitch, така, значи ќе снимиме Life in Color, ова и ова ќе биде. И сега соработува со него, значи не работи директно со него, меѓутоа по договор наоѓа заедничка тема. Секој случај, значи тие ќе ги изработа сите тие, значи разни можни сценарија и тоа е во тој креативен процес и тоа е вмешан. Меѓутоа, она што го слушаш на крај за документарниот филм, тоа е негова нарација и негово има некои скрипти што му се предложени, меѓутоа е препишано, напишано на негов начин, тоа што сака да го каже, да го улови тој момент. И секој случај има така огромен инпут во целиот тој креативен процес. Дали оди на терен со екипата додека се снима или сега можда не веќе? Во последниве 10 години не оди, многу ретко. Во Life in Color мислам дека беше само во Мароко и во Енглеска и требаше овдека во Урбана да дојде. Така, помалку патува со тимот, меѓутоа континуирано, кога бевме во Дарвин, секој ден се слушавме со него. Така да, иако не е на терен, си по сат-два на ден состаноци со него. Неверојатно, стварно, со оглед на годините што ги има, стварно импресивно. Да. Тоа е доказ дека многу си ја сака работата. Да, има огромна пасија. Мислам дека овој филм што го снимавме, Life in Color, му беше првиот кога бил вработен во BBC, 60-те години, еден од првите документарни филмови му се вика Life in Color. Иако е снимен во црно-бела,
технологија, значи 1960 година, му дале камера, сними некој документарен филм за животни, и така, тогаш и тоа е многу интересен. Тешко се наоѓа, меѓутоа интересно и сега прави ремейк, али со најнови технологии, не само во боја, него и поларизација и UV светлина и така. Одлично. Мгм. И едно прашање имаме од Илина за подводниве камери, што си инспирирани од биолошки феномени. Таа прашува како изгледа светот низ очите на ракчето, тоест што пропуштаме ние со нашите очи што Да. ракчето го гледа. Да. Мислам, интересно е од страна на neuroscience, така. Мислам дека Маја, баш се зборувавме за olfactory, значи, тие прават многу интересна комбинација, имат исто и огромна сетило, значи, и на мирис, и на вид, можда и магнетни рецептори имаат, не знаеме. Интересно е што, значи, фронтенд, каде што ги вршат детекција на сиве овие мултиспектрални информации, значи, вршат детекција на 12 до 16 спектрални канали, во споредба со нашиве три бои, плюс поларизација, значи, околу 20 до 22 визуални канали има кај очиве. Многу брзо тие информации се намалуваат, значи се процесираат и вршат некој decisions making, така едни од најдобри предатори се смета за во плитки води. Значи детекција на објекти, значи врз база на мултиспектрални поларизации, информации, тој луп да ги фатиш тие, да ги уловиш, е многу брз кај ними. Секој случај вршат голема селекција на тие визуални информации, многу малку број на тие визуални информации ги користат. Барем тоа беше еден напис што го има објавено пред 4-5 години. Една работа се знае дека вршат многу добра адаптација. Овие животни, ако ги ставиш во друга вода, брзо се адаптираат. Бојата, поларизацијата е различита во сиве овие работи. Интересно што поларизација користат за движење, за навигација. Така да, како ги гледаат работи, секој случај вршат брзи селекции на таргети врз база на мултиспектрални информации. Cool. Да. Кога зборуваме веќе за биоинспирирани технологии, друга твоја биоинспирирана технологија е насочена кон детекција на карцином. И тука имаш развиено неколку мултиспектрални камери кои детектираат UV и блиска инфрацрвена светлина и со нив вршите откривање на карцином. И за овие камери имаш соработка со клиника во Скопје, кај веќе 8 години работите заедно и имате реализирано повеќе клинички студии. Може да ни кажеш малку повеќе за овие камери, што ги Ти користите? јам на кратко, пошто знам дека луѓе можда ќе се одат во наредниве 5 до 10 минути. Една работа, мислам, ќе напоменам, кога почнав како професор во Сент Луис. Значи, еден од првите работи што ги реализирав беше овие камери за поларизации. Почнав да се работувам со биолози, меѓутоа во истиот период гледав како да се користат тие камери за поларизација во медицинава. И така навлегав во медицинскиот дел, посебно за карцином детекција. Како што работав со морскиве биолози, каде што гледав како, значи, сите овие животни гледаат мултиспектрални информации, поларизации, значи можеме да направиме други камери кои ќе имат импакт во медицинава, посебно за карцином детекција. И мислам, неколку работи имаме направено во овој период. Една од последниве работи што се имаме фокусирана е детекција на позитивни лимфни жлезди. Значи, при операција за карцином, пациентов е диагностициран дека има карцином со магнетни резонанции, со CT, значи при оператив имаш имиджинг.
За време на операција има две цели самиот хирург. Да се острани примарниот карцином, меѓутоа исто треба да изврши детекција каде се лимфните жлезди и во моментов не знае дали тие лимфни жлезди се позитивни или негативни. Тоа има импликација кој е третманов на овие пациенти после тоа. Ако лимфните жлезди се позитивни, значи карциномот е проширен во други делови на телото, доаѓа радиотерапија, доаѓа хемотерапија, можда и додатни операции. Така, значи една од проблематикиве што имаме работено во последниве неколку години, последниве 2 години, е детекција баш на тие позитивни лимфни жлезди, како и маргиниве на туморот. И тука доаѓа тие мултиспектрални камери. UV светлинава во мали дози ја користиме, каде што ни дава сигнали дали тие лимфни жлезди се позитивни или негативни. Зошто? Претежно е врз база на некои аминокиселини, триптофан, тиросин, кои се во поголема количина во периферијата на лимфните жлезди, кои ги хранат претежно тие карцином клетки кои може да биде во внатрешниот дел на лимфните жлезди. И тука се мултиспектралниве камери, значи UV светлина за детекција на дали лимфната жлезда ни е позитивна или негативна. Инфрацрвена светлина користиме со некои маркери кои се користат стандардно, значи имаш една камера која доаѓа UV светлина, колор плюс инфрацрвена светлина, комбинација на сите тие бои добиваме представа каде е примарниот карцином, како се маргините, значи дали острана целиот карцином, и последниот дел, баш сега што го работиме, валидација на тие дали лимфните жлезди се позитивни или негативни. Значи све, ако се позитивни, може да треба да се направи порадикална операција, така. Или додатни одлуки може да се донесат. Таа студија ја работиме подолго време, соработка ми е со Универзитетот на Пенсилванија, исто со клиника торакална хирургија во клиника во Скопје. Така да фокусот е на пациенти со карцином на дојка, исто и со на бел дроб, lung cancer. И мислам, сите овие камери се толку едноставно направени, гледаме и уствари да направиме на поширока студија сега, која ќе ја работиме исто во Африка, во Бенин, во Субсахара држави, каде што сработувам со Doctors Without Borders, кои би ја користеле ова технологија. Така малку логистички ни е потешка таа работа од протоколи, од дозволи, меѓутоа се надевам рано наредната година ќе можеме ова технологија и на други места се користат. Нареден чекор, мислам, студии за еден дел, исто гледаме да добиваме FDA approval за ова технологија, каде што се надевам би се користела во Македонија, во тој чекор да се користи во Македонија при секоја операција. А веќе се користи во некои операции во Македонија или? Значи, све се клинички студии. Во моментов се Така. клинички студии кои се ригорозно одобрени од Америка и од Македонија, меѓутоа примарните клинички студии се одобрени од Америка. Све додека не добиеш FDA approval, значи не може мора да добиеш FDA approval или од Европска медицинска асоциација за да се користат при тие операции. Ме интересира само сега за овие камери што ги спомна медицинскиве, пошто камерите што се користат од тебе се за време на операција. Да. Дали е можно, например, технологија што ја развиваш да следен чекор биде тоа што Лирој Худ од Caltech го вика predictive medicine, у смисла да се користи камерата на начин што ќе овозможи да се предвиди ракот уште или пред да се појави или во многу рана фаза. Да. На таков неевазивен начин да речем. Не, мислам, не сме до тој
степен во моментов. Секој случај тоа е најголем предизвик и проблем при овие операции. Секоја покасна детекција на карцином во покасен стадион, тоа е се recovery или што значи за тој пациент, не се толку добри тие прогнози за време на откривање на поран тој стадион да биде порано откриен. Така да многу е важно посебно за карцином нега тоа да биде откриено што побрзо. Дали тоа ќе бидат камери, дали smartwatches или се ова што гледаме што се развива во моментов, каде што ќе се видат некои тие промени, кои тие биомаркери би биле. Мислам, технологијата брзо се развива, така се надевам дека ќе стигнеме на тој чекор да биде што порано откриено. За време на операција се надевам овие камери би помогнале во тие работи. Значи, пак остануваме во интраоператив сценарио, меѓутоа е многу важно да се подобри таа технологија за континуирано монитирање на здравството. Да, мислам тоа е секогаш идеалното сценарио. Мене повеќе ми беше прашањето дали воопшто е можно да се примети така визуелно со камери, ама веројатно не знаеме уште. Мислам, има полно технологии, така, во дадени сценарио се добро перформираат, меѓутоа многу е важно во генерална популација тоа да биде добро направено и да функционира. Така, Да, секако. Пак false positive имаш импликации за самиот пациент, така, за нивното здравство, така како ќе го прифата таа работа, а немале таков ризик. Така да, значи, деликатни се сите тие работи мислам, посебно при овој развој, мислам, на технологија, гледаш потенцијал на технологија. Секој случај, во овој проект работиме со Johnson & Johnson, имаме патентирано, ги користат овие камери во некои тие нивни продукти. Секој случај, знаеш, good feeling е дека имам некој придонес во целава работа, меѓутоа не се едноставни. Тие студии пак гледаш дека решаваш некој проблем, меѓутоа не е едноставно кога ги работиш тие студии, пак станува збор за една болест. Да. Супер. Можеби ќе привршуваме со некои прашања за идните генерации. Што ќе им препорачаш на младите? Мислам, љубопитност за наука, за знаење. Денеска имаме толку многу информации до нас, посебно со сите овие large language модели, тие информации ни се уште поедноставно доаѓаат до нас, меѓутоа љубопитност и пак работа, учење. Е многу важно и инвестиција во таа надградба исто многу важно. И можда време да сме да не биде досадно, по некој пат е окей во целава работа. Некако сме научени цело време, имаме апдейт со телефони, со сето тоа, меѓутоа не, кога вршам рефлексија, голем дел од овие камери баш сум ги добил од идеи кога ми било досадно, кога ништо не сум правил посебно, така. И значи и тоа е еден дел да научиме менеджмент на сите тие информации што доаѓа до нас и кога да направиш дисконект на сите тие работи. Одлично. Виктор, фала ти многу за времето. Сега ќе го завршиме формалниот дел, што ќе го објавиме. Ќе продолжиме можеби неформално со отворени прашања од луѓето што се на повик. Благодарам уште еднашка на поканата.